Со Богородица стоиме под крстот. Третата недела од Великиот пост е наречена уште и крстопоклона недела и на посебен начин црквата го свртува нашето внимание во оваа недела кон светиот, чесен и животворен крст Господов. И не е само средина на постот, туку и средина на нашите духовни напори. Имено крстот е символ на Божјата љубов. Преку него се исполнува ветувањето за спасение на човечкиот род. Новиот завет се исполнува токму преку крстот Господов. Имено Бог Отец во заедништво со Бог Син го исполнува ветувањето да му ја поврати изгубената блажена состојба на човекот. Бог сака повторно на човекот да му го понуди изгубениот рај. Да се подсетиме во ова време на пост дека Бог не создаде од голема љубов и за вечна радост и среќа. Нашите прародители Адам и Ева, бидејќи биле во рајот, биле во Божјата благодат и љубов. Тие јаделе плодови од дрвото на животот, што Господ го создаде во Едемската градина, за да ги засити за секогаш со неговите благодати. Но откако првите луѓе го пробаа забранетиот плод од дрвото на познавање на добро и зло, со што ја прекршија Божјата заповед, тие сгрешија. Тогаш Бог ги избрка од рајот. Казната за престап не е чин на одмазда, туку објава на Божјата милост. Ова на многу символичен начин ни е прикажано во Светото Писмо, во книгата Битие, 3 поглавие, 24 стих, каде стои: "Постави на исток пред градината Едем херувим и огнено оружје, кое се вртеше и натаму и наваму, за да го пазат патот кон дрвото на животот." Секој човек сега ги сноси последиците од првобитниот грев, што не потикнува да сме склони на грев, но истовремено и секој човек роден на земјата подсвесно бара небесна благодат и среќа. Ова сеќавање и внатрешен стремеж ни е пренесено од Адам и Ева. Залудни се нашите напори да го најдеме рајот во материјални работи или во земни задоволства. Човекот само кога е во заедништво со Бог единствено може да биде среќен. Бог го знае тоа и затоа не се откажува од човекот. Бог го љуби човекот. Тој секогаш го упатува човекот кон вечното. Тој на својот избран народ му испраќаше пророци, но кога се исполни времето, го испрати својот син да го спаси човекот од гревот и да го отвори патот назад кон рајот. Исус ја исполни волјата на Отецот. Тој зеде човечко тело, живееше меѓу луѓето, жртвувајќи се себе си, и доброволно беше распнат на крстот за сите нас и воскресна од мртвите, отварајќи го патот до вечниот живот. Со денешниот празник, крстопоклона недела, црквата не подсетува дека Исус ни ги отвори рајските порти со својот крст, каде што стои и не повикува да влеземе, а херувимот со огненото оружје повеќе не го чува рајот. Преку спасителното дело на Исус, неговото распнување, неговото воскресение, човекот може повторно да влезе во рајот.
ова е таа голема радост. Но Господ не може да не однесе таму без наше учество, без наша соработка и без наша волја. Затоа Исус ги повикува учениците и апостолите, а со нив и сите нас, да го следиме патот по кој Исус веќе помина, имено да се откаже од себе, да го земе крстот и да го следиме. Спасението е да се отречеш од собственото јас, од својата волја и да ја прифатиш Божјата волја. Со доверба во Бога ќе почнеме да живееме поинаку, бидејќи секој наш крст нема да биде казна или одмазда, туку објава на Божјата љубов кон нас, затоа што крстот на спасението навистина е како клуч за рајот. Останува прашањето, кој е нашиот крст? Го знаеме крстот Христов, но кој е нашиот крст? И нема единствен одговор. Бидејќи колку луѓе има, толку има и крстови. Тие може да бидат секоја ситуација што постои во нашите животи. Важно е да се запамети дека сите ситуации, дури и најтешките, сите луѓе, дури и најнепријатните, сето тоа ни го испраќа Господ во нашите животи, ни го дава за спасение, бидејќи Божјата волја е нашето спасение, нашата вечна среќа во Неговата љубов, во рајот. Господ најдобро знае што ќе ни од корист, понекога што е нешто што не ни се допаѓа, и кога отфрламе, не ни помислуваме дека заедно со тоа го отфрламе и овој клуч за небесните порти. Па на овој ден да размислиме на посебен начин, дали ќе ги прифатиме нашите крстови како дар од Бога или ќе ги отфрлиме и со тоа нема да дозволиме Бог да не спаси. Кога ќе ги прифатиме сите ситуации како Божја волја, како објава на Неговата љубов кон нас, тогаш дури во најтешките моменти од животот можеме да кажеме заедно со Христос: Отче, кога би сакал да ме отмине оваа чаша, но нека не биде мојата волја, туку Твојата. Да веруваме во Бога, да ги примаме и да ги носиме со радост нашите крстови, бидејќи тие ни помагаат да влеземе во рајот во целосно единство со Бога. Да го почитуваме денес и во сите денови од нашиот живот крстот, кој е орудие на нашето спасение, и да ги славиме жртвуваниот живот, смрт на крстот, погребението и воскресението Христово, и да се надеваме дека и ние еднаш ќе можеме да бидеме во небесното царство, во заедништво со Господ, да се надеваме дека преку нашиот богоугоден живот и милоста Божја да го повратиме рајот кој го загубивме од нашите прародители. Со Богородица стоиме под крстот.